Почитувани гледачи, следите уште една епизода од подкастот Новинарски муабети. Денеска со мене во студиото Елизабета Дамјановска-Спасиновска, наша позната новинарка, репортерка и можам да кажам новинарка која што ги следи сите случувања во жижата на интересот, некако се секако присутна во централните настани кои што ги следиме секојдневно и главните случувања на територијата на Македонија и на град Скопје. Еве во поконкретен случај кажано, ти благодарам што си денеска со нас и што одвои време да бидеш дел од Новинарски муабети. Благодарам, Магда, за поканата. Навистина ми е чест што се сети на мене и што еве сум дел од твојот подкаст. Се надевам дека ќе бидеме интересни за гледачите. Не знам дали сум ти го објаснила концептот на Новинарски муабети, меѓутоа нашиот примарен импулс, нашата примарна идеја кога го создававме концептот за Новинарски муабети со уредникот Исмет Шабановиќ, идејата ни беше да застапуваме млади новинари во етерот, кои што, да речам, даваат силен придонес во развојот на новинарската професија. Тоа го прават според врвни етички стандарди на доста креативен начин, а сепак преку својот пример даваат и испраќаат една важна порака до јавноста дека новинарството како професија има свое достоинство и ги инспирираат младите луѓе понатаму да се занимаваат со новинарството. Обично јас концептуално прво го поставам прашањето од каде ти во новинарството, меѓутоа мислам дека за тебе по-коректно прашање би било од каде новинарството во твојот живот, од кога почна да се бавиш со новинарството, каде ти се роди првичната идеја дека еден ден ќе бидеш новинарка и дали замислуваше дека ќе бидеш постојано и цело време пред малите екрани и ќе работиш во служба на јавниот интерес и граѓаните. Магда, значи за почеток еве одма ќе ти кажам дека концептот за млади новинари во твојава емисија малце делумно ќе ти го струшам, бидејќи не сум толку млада новинарка, еве сега ќе ти кажам и од каде новинарството и почетоците мои. Јас сум веќе 16-та година новинар, значи тоа беше многу одамна, не сум толку стара, ама почнав многу млада, уште во студентските денови. Инаку не сум дипломиран новинар по професија, дипломиран филолог сум. Излезе прилика, можност да започнам новинарска кариера и јас сум по темперамент многу љубопитна, сакам предизвици, не сум постојана, односно не сакам да сум на едно место постојано и тоа некако ми дојде како исполнување на сонот, а без да знам дека ми било сон, бидејќи јас да сум сакала да бидам новинар, можеби би се запишала на новинарство, можеби не сум била свесна во тие млади години што сакам од животот. Како самите да се наредија куцките во мојот живот и почнав со новинарство, останав долго време за почеток во една локална скопска телевизија, МТМ телевизија, каде што навистина стекнав и големо искуство. А потоа почна еден куп други ангажмани да се појавуваат едно по едно, да се редат куцките, за на крај сега, кога го зборувам ова, да сватам дека тоа е љубовта на мојот живот во однос на кариерата. Значи, еве, 16 години како сум новинар, не исчезнала страста кон новинарството, начинот, пристапот на кој што работам, напротив, станало се поинтензивно и се поубаво и мислам дека е таква една зараза, да јас не знам ве дали ќе се согласиш и ти си новинар, да не би можела да живеам без рефлектори, без микрофон, без камера, без секојдневни приказни кои што ќе ги донесам пред малите и големите екрани, така што тоа е еден таков стил на живот што треба да го сакаш за да го работиш. Бидејќи ако не го сакаш, ако ти е сеедно, тогаш ќе бидеш просечен, а кога е нешто просечно, нели се согласуваме дека не е баш најдобро. Така, ти си од оној профил на новинари што е комплетен новинар, ти имаш и искуство како автор и како водител на подкасти, значи тој телевизиски студиски проект го водиш, имаше свој подкаст, имаше исто така и искуство со пишани медиуми, постојано си на терен, репортер си, значи го опфаќаш и оној формат на класичните медиуми како телевизиски новинар, меѓутоа и на оние новинари кои што работат во дигиталната сфера и прават некои мултимедијални
оригинални содржини можеби. Можам да кажам дека и одлично пишуваш и си добитник на награда во рамките на Скопско лето за еден прекрасен есеј што го напиша новинарски. Затоа ќе ми кажеш повеќе за твојата биографија во продолжение, меѓутоа ова што го спомна доста интересно, љубопитноста кај новинарите. И сега јас кога разговарам и со други некои профили на струки, сфери, например истражувачи во науката, многу често ми викаат да, ама нас баш тој куриозитет, баш таа љубопитност не тера постојано да истражуваме, да навлегуваме подлабоко во некоја тема. И сега тука тебе ќе те прашам, каде се наоѓа добра новинарска приказна, затоа што си постојано на терен, постојано си меѓу граѓаните како репортер, како разликуваш што е новинарска приказна, која што е квалитетна и која што е во служба на јавниот интерес, од она тема која што можеби не е новинарска и не е добра приказна да ја презентираш пред јавност? Па, како разликувам, верувам дека самото искуство и годините веќе тоа си го направиле, инаку она што го спомна, ќе се навратам, да, сум работела и во пишан медиум и во електронски, односно популарно кажано портал, во телевизија, во весник, и тоа е нешто што прави таков еден голем придонес во оформувањето на еден новинар, и може би резултат на тоа што не сум се плашала од предизвици. Секој предизвик сум го прифаќала и сум давала се од себе да бидам најдобра во тоа, па дури еве и подкастот како една понова форма нели на новинарство. Сега добра приказна каде се наоѓа, секаде се наоѓа. Јас би рекла во секојдневието, во секојдневниот живот. Некогаш знаеш како не е доволно само да гледаш нешто, да си негде присутен, треба да забележуваш. Кога забележуваш, веќе ги пронаоѓаш приказните. Меѓутоа, бидејќи сум дел од информативните редакции најчесто и кога си ангажиран за дневник, за вести, тоа е една таква динамична состојба што не ти дава многу време и можност да истражуваш. Тоа се сведува на може би ќе бидам погрешно сватена, меѓутоа површно истражување. За да биде приказната баш така целосна, опфатена, требаат барем неколку денови. Во дневно-информативните издања најчесто ги немаме. Тоа е луксус, бидејќи се трча да се стигне на време, се знае во колку часот е тајмингот, до тогаш мора да се среди, да се измонтира, да се напише. Инаку секојдневието носи приказни. Сега се случувало да не исконтактираат, што мене ми е многу чест, што многу граѓани веќе мене лично ме препознаваат како сојузник. Ми се случувало многу често да добивам пораки во инбокс за нивни проблеми кои што се институционални, тешко ги решаваат, споро ги решаваат, бирократија е во прашања и бараат помош новинарска. Сега никогаш тоа и не е за телевизија, не секоја приказна или не секој личен проблем е за да излезе на телевизија или во весник. Меѓутоа е многу убаво, барем мене ми дава еден таков една таква самодоверба и мотив за понатака што јас се обидувам на тие луѓе да им ги решам приказните, да им ги решам проблемите во однос на тоа дека често имаме можност да стапиме во комуникација со институции кои што еден обичен граѓанин ќе се согласиш и не може. Така не секој може да дојде до министер, до градоначалник, до директор на некое предпријатие, обично ги препраќаат, појдете ваму, јавете се таму. Ми се случило многу пати да се завземам јас лично за луѓе кои што сум сватила дека навистина се поттурнувани, да добивам подоа едно благодарам, што мене ми значи многу. И тука немало новинарска приказна, ама имало некоја човечка судбина решена, што е исто многу важно кога веќе работиш оваа работа. А инаку новинарски приказни има секаде. И најчесто се надвор од студијата. Ке се согласиме, затоа што во студио и нема многу што да се види, што ми излезеш надвор на терен, се нешто што се случува е веќе приказна за себе. Така, се согласувам и многу често, затоа што јас и ти приватно се знаеме, многу често сме правеле муабет околу тоа колку новинарството денеска е заснувано на некоја оригиналност, затоа што и самата гледаш дека неколку приказни или едни исти луѓе, јас например имам проблем да набавам гости за мојата емисија, затоа што постојано имам повторување на едни исти луѓе во етерот и навистина е тешко луѓето да се осмелат, да се охрабрат, да излезат, да истапат во јавноста со својот проблем или едноставно да кажат нешто во одбрана на својата струка или да кажат некое стручно мислење, значи независно, особено ако работите со млади луѓе, тука приказната е уште потешка, затоа што нели на младите луѓе им треба многу доста подготовка за да се осмелат да излезат пред камери и да го кажат својот став. Меѓутоа, еве ние сме сите во трка по некој
што е можно пооригинални содржини, пооригинални новинарски платформи, начини на представување, форми на представување. Сега видеото гледам дека е многу интересно, па имаме некои тука динамика и стандарди кои што ни ги воспоставуваат социјалните мрежи, кои што ги пласираме видеата, треба да бидат покуси, подинамични, да имаат повеќе филери и така натаму. Што е според тебе оригинална новинарска приказна? Дали таа што не е веќе повторена, туку сме ја имале само ние како новинари, како тема што се истражувала, или сметаш дека и покрај тоа што некој друг новинар и колега од друг агол ја изработил истата приказна, односно со истите извори, еве да кажам, ама само дал некоја друго светло и друг заклучок од таа приказна, дека тоа е на некој начин заедничко солидарно работење во новинарството, како што рече ти, за граѓаните да исправиме некоја човечка неправда. И тука е новинарството навистина многу моќно, да исправи некоја човечка неправда. Па, ако мене ме прашуваш, јас мислам дека за да биде оригинално и баш во такво значење на зборот, мора да биде единствено. Сега, ако еден ист гостин се појавува на повеќе подкасти, на повеќе емисии, не може да биде оригинален. Сега, и да го прашаме гостинот нешто друго, еден час подкаст не може да измислува разни работи кои што ќе ги каже кај мене, а кај тебе не ги кажал. Горе-долу е тоа. Верувам дека има многу што да се напише и каже ново што не е слушнато, меѓутоа мислам дека ние новинарите понекогаш дури и потпаѓаме на влијанието од тоа што мислиме дека го бара публиката, а не сме сигурни дали го бара. Можеби публиката не го бара тоа, меѓутоа ако сме виделе на неколку национални телевизии, локални или друг вид на медиуми дека одредени личности добро проаѓаат кај публиката, се споделуваат, има прегледи, си мислиме дека истите тие кај нас ке донесат гледаност, која што е па многу важна за овој тип на работа. Меѓутоа, само малку повеќе храброст, кога се бараат гостите. Јас, например, така тргнувам од себе. Не ми е важно да во мојот подкаст има гостин кој што е екстра мега популарен, може да е некој нов анонимен лик или некаде виден, не може во наша Македонија да биде до толку анонимен, ама да има што да каже. Тоа ми е најважно. И мислам дека ако така се држиме до тоа ниво и се обидеме да поставиме еден таков стандард, дека дури малку и ќе го тргнеме шундот на страна. Сега нека не ми замерат останатите кои што можеби ќе се пронедат, никого не минувам, меѓутоа се пласираат многу трачарски муабети, многу смеа на телевизиите, во подкастите, во алтернативните медиуми, нели, бидејќи подкастите се уште не се регулирани, знаеме. Многу смеа, многу непосредност, многу разговор кој што не води никаде, а многу малку има емисии кои што ќе те поднаучат нешто, или ќе слушнеш некој нов стил на живот, некој куриозитет ќе научиш. Барем мене тоа ми е водилка. Така, зборуваме сега за новинарските форми или за репортерските стилови кои што секој новинар го негува и од една страна ја допревме или онаа страна на новинарството, убавата страна, моќта на новинарот и на новинарството да предизвика одредена општествена промена. И ти многу убаво спомна дека многу често новинарите реферираат, особено ако работите на комерцијален медиум, се реферирате од вкусовите, односно од претпоставките што тоа публиката од нас бара. Од друга страна има една јавна тајна за која што многумина говорат, дека практично ние како новинари не сме вистинскиот носител на јавното мнение, односно не сме вистинскиот обликувач, него да димензионираме самото јавно мнение, туку тоа го прават центри на моќ, па исто така и јавна тајна дека меѓу нас во новинарската фила има новинари кои што се блиски до власта, па новинари кои што се блиски до опозицијата, па не знам некакви медија центри од каде што ботови пласираат најразлично мислење за да тоа изгледа како мнозинско мислење кој што е демократски репрезентативно. Дали сметаш и на каков начин новинарот може да ја зачува сопствената моќ сепак да предизвика општествена промена и да го обликува јавното мислење, како што рече ти, еве со некај можеби квалитетна содржина која што води некаде, која што може да те поднаучи нешто или барем да те потикне да размислуваш. Која е вистинската формула, еве да си го зачуваме и да си го одбраниме новинарството? Па мислам дека и во самото прашање ги одговори Магда оние работи кои што јас ќе ги кажав. Кога еден новинар држи до себе,
не му е важно да се допадне на поголемиот дел од публиката или доволно му е да се создаде одредена публика која што ќе го почитува, која што ќе препознае неговата работа, мислам дека тоа е доволно. Не сега тука ти ги спомена, нели, оние работи за кои што не се зборува јавно, меѓутоа така се знае како јавна тајна се, дека има новинари блиски со ово и со оно, и па тука имаме на некој начин и само цензура, самите си правиме ние новинарите, можеби ќе ме прашаш и понатака, па ева да не ти влегувам во збор. Само цензурата како една форма која што е многу застапена, е нешто што многу ми причи, еве баш тоа сакам да го истакнам, дека никој на никого во последно време барем не се пожалил или не ми се случило ни мене да некој ми забрани нешто да кажам, меѓутоа од оние неформални дружења со колегите, знаеме чисто да се запрашаме, па дали е во ред сега јас ако ова го прашам тој човек, може ќе се налути, па може би ќе реагира до редакцијата каде што работам, па може ќе има и некаква последица за мене, значи ние си правиме самите автоцензура и би сакала и јас да се ухрабрам, меѓутоа да ги ухрабрам и колегите, да секое прашање кое што е од интерес за гледачот, кој што ни е дал довербата, денеска пуштил на телевизија да ме гледа мене, отпуштил YouTube канал да те гледа тебе, да не ја изневериме неговата доверба. Затоа што многу често мене ми се случува кога луѓе што не се занимаваат со нашата професија ќе ми речат никогаш: добро, јас ве гледам, одите вие на пресконференции кај тој, зошто на никого не му текнува да го прашате, на пример, нешто актуелно?" Не е дека не ни текнува, нас ни текнува. Ама знаеме дека ако прашаме нешто што е малце попровокативно, може би потоа ќе имаме некаква последица, некој знае каква, ама секој сака да избегне, да биде искаран, да биде на некој начин посочен како нешто и затоа се повлекуваме. Многу често и се соочуваме со предрасуди, особено луѓето не разбираат дека новинарите, кога ние обавуваме својата професија и кога сме пред камери, ние го застапуваме судот на јавноста, интересот на јавноста. Меѓутоа, надвор од тоа, ние сме личности кои што носат своје верувања, своји убедувања и своји вредности. И за некои работи, за некои настани и случувања во општеството имаме право да дадеме вредностни квалификации, да кажеме ова е добро, а ова не ни се допаѓа. Меѓутоа, многу често наидуваме на предрасуди. Еве, јас сум се соочила, например, со една најбенигна, да ја спомнам, предрасуда. Кога те гледам на телевизија, ми изгледаш дека си премногу сериозна, премногу стерилна во зборувањето, премногу, можеби и досадна, некој би го кажал и тоа. Меѓутоа, еве, кога те запознав надвор од камерите, веќе имам сосема различно мислење за тебе, мислам дека си поведра и така натаму. Мене ми се случило во неколку ситуации тоа да ми го споменат. Верувам дека и ти како некој кој што е постојано на телевизија и кој што прати некои формати, некои стандарди на известувањето, се соочила со некои предрасуди. Кои се најчестите предрасуди со кои што се соочува една жена новинарка кој што е постојано пред малите екрани? Предрасуди има многу. Сега не знам од каде да почнам. Знаете како, еве јас сега ќе кажам, предрасуди прво има начинот на кој што една жена кога е успешна е поинаку перцепирана од еден маж кога е успешен. Па без разлика дали е новинар или во било која друга сфера работи, често пати се довидува во прашање како таа жена стигнала до таа позиција. Може би тоа име утеха на оние кои што не успеваат. Не знам, еве јас тоа така би сакала да си го кажам, меѓутоа предрасуди во однос на нашата работа, да, убаво кажуваш, јас кога сум пред камера сум многу сериозна, меѓутоа затоа што сметам дека камерата, медиумот е многу сериозен медиум, телевизијата и посебно за мене, веќе се зборувам бидејќи доаѓам од телевизиите како представник на медиумите, и би било несериозно да јас сега мојата личност, онаква каква што сум приватно, ја покажувам на телевизија. Ние знаеме зад камерите да бидеме весели, непосредни, некогаш и несериозни, меѓутоа посебно во форматот во кој што јас работам како репортер на вести, мислам дека тоа е недозволиво и самите настани кои што ги следам, ги известувам за истите, не дозволуваат да се покажам во било какво друго светло, освен во тоа. Тоа е таа една предрасуда, можеби некои луѓе мислат дека ако си таков на телевизија си таков и во приватниот живот, што тоа нема врска и не само во новинарството, во било која друга професија, ама има многу предрасуди. Навистина, еднаш ми кажа еден човек: "Вие новинарите само лажете." Сега често се случува, да. Може би и други мислат, ама тој имаше храброст тоа да го кажа.
вака директно, имало многу предрасуди. Сега овие се тие на кои што се сети во моментов. Да, так. Убаво кажа, доаѓам од телевизија. Телевизијата е некако класичен медиум. Во последното време многу повеќе се говори за употребата на содржини кои што се генерирани со вештачка интелигенција во дигиталните медиуми, затоа што дигиталните медиуми се уште важат за една сфера, како што рече и ти, која што не е контролирана, не е законски регулирана, и во закон за медиуми нешто е изрегулирано, меѓутоа не е докрај кажано. Има многу противречности во самиот закон за медиуми, меѓутоа телевизијата некако останува оној регулиран дел каде што се треба да биде по ПС, се треба да биде по правила. Сега, ме интересира, веќе почнуваат и некои регионални телевизии да го воведуваат тој концепт, кога на пример на Pink излезе презентерка која што е целосно генерирана од вештачка интелигенција, која што е холограм, односно се појавува само на екран и ги чита вестите. Дали сметаш дека со наплевот на вештачката интелигенција, ако продолжи ваквата динамика на прогресот на вештачката интелигенција, и во телевизијата ќе имаме некои такви ситуации каде што ќе имаме на екран и се појавува само некој холограм кој што треба да биде репортер и гледа некои работи кои што човекот новинар не би ги видел, туку некои концепти ни представува, како ќе се одвива целото сценарио со вештачката интелигенција. Сега ако ме прашуваш дали стравувам дека ќе не заменат. не стравувам навистина. Јас сум многу позитивно, имам позитивно мислење за вештачката интелигенција и ја доживувам во насока на тоа дека нас ни помага. Секој кој што знае да работи, да ја користи вештачката интелигенција за да биде подобар во тоа што го работи, верувам дека ќе стане подобар. Не верувам дека може вештачка интелигенција да биде новинар или репортер. Тоа што ние ќе го видиме на терен, тоа што ќе го забележиме, ако јас забележам дека соговорникот пред да ми одговори прави 3-4 секунди пауза затоа што му е нешто тешко или без разлика, јас тоа ќе го пренесам. Не верувам дека вештачката интелигенција може да го пренесе. И јас лично ја користам, и ако ме прашуваш, меѓутоа, пак ќе кажам, кога имам многу материјал за обработка, и би ми требало многу време самата да го обработам, ја користам вештачката интелигенција за да ми заштеди време, за јас тоа време повторно да го искористам, да сработам нешто за да бидам подобра, да истражам нешто. Во тој случај ми е сојузник. Сега ако вие користите вештачката интелигенција сам место вас да работи, за вие да одмарате или да имате слободно време повеќе, во тој случај може да ве замени. Многу ме интересира методологијата на работа, еве со тебе ќе го предискутирам, инаку јас си го поставам ова постојано самостојно прашање и не знам како би го одговорила, па ми треба помош вака да го продискутираме. Многу често, на пример, кога правиме истражувачки теми или кога воопшто пишуваме новинарски стории или правиме нели телевизиска сторија, како и да е, од кој и формат да биде, некако тргнуваме со една аналитика, со една дедукција, каде што, на пример, јас имам некоја теза која што треба да ја докажам. Например, имам теза од некои си посредни истражувања или од некои посредни укажувања на граѓаните дека, не знам, фондот не покрива некој тип на медицински продукт кој што е неопходен. Начинот на кој што ги собираме информациите, дали сме селективни во начинот на прикажување на информациите, во смисла, ако сум репортер и уредникот ме прати да известам за катастрофалните последици од пожарот, дали ги гледам катастрофалните последици од пожарот затоа што треба да ја докажам тезата дека последиците се катастрофални, или емпириски само излегувам на терен и го известувам само тоа што го гледам. Каков е твојот новинарски стил и дали си приметила дека понекогаш во методологијата, јас за себе сум приметила дека многу често ја поставам прво тезата наместо да ја извлечам тезата од податоците. Еве, јас тоа си го припишувам како грешка, како критика сама на себе и мислам дека со текот на годините можам да го поправам тоа, меѓутоа постои некоја таква методологија која што истражувачката работа може ја или природата на умот едноставно така работи дедуктивно, не знам како да кажам. Па знаеш како, има разлика, ќе ти одговорам, меѓутоа пак ќе кажам, ако јас, еве сега дадовме пример со пожари и лето е актуелни се. Ако јас добиам насока дека денеска ќе отидам и ќе имам вклучување во живо во вестите заради случување некаде, еве макар и да е пожар, не би имала многу време да ја разработам темата за да знам каква штета. Тоа би се знаело дури од после. Нели откако би се изгаснал пожарот, па би се направила една анализа. Затоа велам, зависи од начинот на кој што треба да се изработи задачата. Меѓутоа ако добиам обврска задача
дека треба да направам една анализа, да речеме во изминатава година колку пожари имало и на кои места се случиле и каква штета, тогаш веќе се пристапува поинаку и пак ќе го кажам она што го кажав на почетокот, потребно е повеќе време за да се добијат информациите и верувам дека би се добила по-суштинска информација од на првичните, меѓутоа пак и двете информации имаат иста тежина, затоа што ако нешто се случува во моментот, гледачите кои што седат дома и чекаат вести, сакаат да пуштат телевизија и да видат што се случува таму. И во тој момент нив не им е важно колку дрва, хектари е изгорена, него им е важно да видат што се случува и дали за брзо ќе биде изгаснат. А потоа, откако тоа ќе се спласне, верувам дека и таа информација е исто така важна за општеството. Так. Знаеш зашто ти го кажам тоа? Затоа што новинарот навистина има една многу голема и одговорност, меѓутоа и моќ, затоа што тој е авторот на тоа што гледачите го гледаат. И ако ние ги прикажеме работите на одреден начин со одредена методологија и извлечеме одредени заклучоци, односно ние сме очите и ушите и сите сетила на гледачите кои што едноставно сакаат да добијат појасна слика од терен и со тоа на некој начин ја авторираме перцепцијата на публиката, ако можам така да кажам, така што тоа е уште една обврска на новинарот која што треба можеби со поголема доза на етичност и моралност да ја свати како одговорност, па во прилог на она што кажавме, нели, дека треба да бидеме што е можно повоздржани, пообјективни, поприсутни на терен и да ја пратиме и формата на известување, да не бидеме непосредни, да не бидеме и покрај тоа што нели забавните содржини понекогаш имаат многу поголем преглед и публиката повеќе ги бара, меѓутоа ова носи некоја друга доза на одговорност која станува збор за тоа изворно новинарство, репортерство, известување на терен и така натаму. Што се твоите планови за понатаму? Рече дека 16 години си во новинарството, претпоставам дека не ни планираш да го напуштиш. Не за наша среќа и како се гледаш во иднина? Што ќе се случува и со новинарството и со тебе како новинар во новинарството? Што ќе се случува со новинарството, тоа не знам дали би можела таква прогноза да дадам, меѓутоа постојано се менува. Еве, ако направам една споредба пред 16 години, моите почетоци кога беа до денеска, многу работи се променети на подобро. Јас би рекла на подобро, иако некои знаат да кажат порано беше поубаво, сега и модерната технологија не овозможува и брз пристап до информации, кога сакаме да дознаеме, да пребараме информација, многу полесно ја пребаруваме таа информација. Од друга страна, па информацијата и многу брзо патува, што порано не беше така. Навистина сега може во истиот момент кога нешто се случува да се пренесе на гледачите. Сега имало и тогаш можеби начин тоа да се направи, ама сега е навистина полесно. Од друга страна, што се моите планови ме праша, имам многу планови, не знам дали да ги откривам. Мислам дека е дојдено време и за нешто мое авторско, кое што го планирам и се надевам дека ќе се поклопат коцките за конечно да покажам една друга страна од себе, она страна што е покреативна. Пак ќе кажам, во дневното новинарство креативноста не доаѓа до израз. Имам такви планови, па ако се остварат, ќе се пофалам. Ти посакувам многу среќа во остварување на сите твои идни планови и добро кажа, понекогаш е убаво што се случуваат овие промени во новинарството, што излегуваат се повеќе нови форми и нови формати каде што можат новинарите да ја покажат својата креативност, да не бидат само заглавени во некои, да кажам, правила кои што се објективно навистина врзани со струката, меѓутоа гледам дека еве и сај новиот кодекс на етичкиот кодекс на новинари е ревидиран, претпоставаме и дека како се развива новинарството, така и новинарската професија ќе добива некои други форми и самата таа ќе се развива. Ти посакувам многу среќа во твоите понатамушни планови. Посакувам да останеш во новинарството уште долги години и ти благодарам што одвои време денеска да бидеш со гледачите на Радио МОВ. Ти благодарам многу, Магда, за поканата. Јас се надевам дека бивме доволно интересни за гледачите за да останат до самиот крај со нас. Ти благодарам уште еднаш.